Почитувани гледачи, добро вечер и добре ни дојдовте. И веднаш на самиот почеток да споменам дека 2 седмици брзо помина. Срекно семејство благодарение на Ева на Македонија и оваа вечер на исто место во исто време. Изминатото коло срекни семејства беа наши познати личности, а паричните средства кои тие ги освоја ги донираа во 3 хуманитарни организации. Вкупниот фонд на добивката во првата емисија Ева на Македонија ја дуплираше, со што парични средства испративме и за погодените подрачја од поплавите во соседството. Накратко, тоа се случи во првото коло кое беше од ревијален карактер, а вечерва пред нас е 3 нови тимови на 3 срекни семејства кои лесно и низ смеа ќе се обидат да дојдат до награда од 300, 500 и 1000 евра. Да ве подсетам, услов да се биде дел од ова квиз шоу е редовно да ги плаќате вашите сметки за струја. За тоа, но и за регуларностите во играта и вечерва ќе се грижат двајца представници од Ева на Македонија и еден нотар. Второто добро вечер и за вас, господа. А трите срекни семејства кои вечерва ќе се борат за првото, второто и третото место се семејствата на Ѓорѓи Демерџиев од Богданци, Томе Петров од Виница и Сашо Пешик од Скопје. Добро вечер, господа, и за вас. Веднаш со тимот број 1, семејството Демерџиев. Како се чувствувате? Изненадени ли бевте кога ви се јавија да ви соопштат дека сте редовни плачачи и добитници, односно учесници во квизот Срекно семејства? Да. Семејството под тимот број 2 го сочинува семејството Пешич. Добро вечер и за вас. Како се чувствувате? Изненадени бевте и вие кога ви соопште дека сте учесници? Спремни сте за игра, имате некаква стратегија која што можеби ќе ја искористите заради тоа што ова е второ коло, имавте можност да погледнете како ни си игрите. Да, припримивме многу ефект. Така, и на тимот број 3 го сочинува семејството Петрови. Добро вечер и за вас. Вие ни доаѓате од Виница. Вие што ќе ни кажете во врска со тоа? Си изненадени? Да. Јас дојдех си од работа, вика Томе, Станка, вика, ние сме извлечени како редовни предплаќачи на Евана, сме извлечени да учествуваме во некоја игра. И викам, па баш убаво. Само тоа е условот за да се учествува во ова квиз шоу Срекно семејство, а веќе кога ви ги представив нашите надпреварувачи за вечерва, можеме да започнеме со првата игра која не рековме топка на среќа. Ја стартуваме и првата игра топка на среќа. Тоа што ни е потребно е по еден член од секое срекно семејство. Со помош на оваа голема топка во 3 обиди ќе треба да ги срушиме, да срушиме оваа пирамида од коцки, а ние го броиме збирот од горниот дел на коцката. Од тимот број 1, главата на семејството, господинот Ѓорѓи Демерџиев е прв. Постои ли некаква стратегија или Па не. Да. Морам само да напоменам дека имаш 3 обиди и во тие 3 обиди треба да ги слушаме овие коцки. Го собираме збирот, може да почнеш. Веќе сме со 3. Да, може поддршка дури од противниот тим да добие. И Ѓорѓи со 2 удари успеа да ги сруши сите коцки, не беше ни потребно. Ѓорѓи секоја чест за ова. Ке можеш да застанеш до мене и да ми помогнеш да ги собереме поените. Тоа се 12, 15, 25 поени за семејството Демерџиеви. Се уште е рано, иако оваа цифра е голема, ќе видиме што ќе направат следните играчи. Следни на топка на среќата се тимот број 2 или семејството Пешич. На позицијата веќе имаме Сонја. Добро вечер за тебе. Спремна, постои некаква стратегија за ова да се сруши? Па, мислам, да, првен горните коцки. Да. 25 поени ти изгледаат достижни? Па не знам. Ајде да пробаме. Па добро, со еден удар успеа да симнеш 5 коцки и едноставно и вториот. Ете се успеа. Ти благодарам, Сонја. Ајде да ги видиме заеднички вкупниот збир од горните темиња. 11, 15, 16, 19, 21 поен. За 4 поени помалку од семејството Демерџиеви, но имаме уште 3 игри за натпревар.
Наред да се пробаат среќата се семејството Петрови, тимот број 3, од каде ја имаме Станка. Ке вас постои ли некоја стратегија, достижни ли се оние поени кои што ги освоја тимовите? Да. Мислите дека ќе успеете, ако не со 2 удари? Ете инструкции од сопругот, мора да успеете, значи достижни 25 или 21 поен. Повелете. Добри сте и вие како и останатите. Браво, Сонја. И ова веќе лесно, не беше потребно, само ни е важна оваа шеска и чинам дека според збирот ќе имаме тесна борба, 11, 15, 20 и 2 поени за семејството Петрови. Задоволни ли сте, кажете ми? Второто место за вас е. Не очекуваат уште многу игри. Ке смислиме стратегија, повелете на вашето место, а ние да ги видиме и поените. Така. Семејството Демерџиеви 3 поени, Петрови 2 поени и семејството Пешич 1 поен. Има време и има игри, оваа бодовна состојба ќе се менува. Следува втората игра, на слепо. Следува и втората игра на слеп. Правилата се едноставни, но еве ќе ги појасниме. Еден од вас треба да го погоди во кошот, но проблемот е што очите ќе му бидат заврзани. Таткото и синот, Александар и Ѓорѓи, први од тимот број 1 ќе се обидат да го направат тоа. Поените кои што ги носат овие топки се 3 за црвената, 2 за жолтата и 1 поен за сината топка. Тоа што не гледа во моментов Александар, се боите на топките, но ќе се обиде да го погоди Ѓорѓи и неговиот татко. За кратко, го очекуваме тајмерот, кога ќе означам јас старт. Александар, само ќе ми кажеш, спремен си? Може да почне. Ајде, Александар. Слободно можете да го бодрите, иако сте од противничкиот тим, нели? Сега за сега, ето, една црвена и една жолта завршија во кошот. Тато Ѓорѓи е прецизен со кошот или Александра добар гаѓа. Супер. Една топка е пропуштена, ова е онаа топка која што носи 1 поен, уште една црвена во кошот, 3 со 3, 4 со 3. Александар, сигурен си дека не нагледаш? Ете така. Имаме уште 25 секунди. Ајде, тато, ајде. Сме и таква игра, но да беше глава кошка беше уште подобро. Или ова е стратегија, Ѓорѓи ги чека само црвените топки кои што носат повеќе. Да. Во вакви ситуации, кога кошот ти е полн, ќе пробаш да направиш место за останатите топки. И имаш уште, Александар, 5 секунди, 3, 2, толку. Оваа топка и онака не влезе. Нема да ја сметаме. Повели Александар, дојди до мене да ги преброиме освоените поени. Ѓорѓи, ќе ми помогнеш малку со кошот, јас ќе му помогнам и на Александар. Ги гледаме бројот на топки кои што успеавте. Да. Ајде да видиме бодовната ситуација. 6 црвени, 4 жолти и 3 сини, 29 поени. За 4 поени повеќе од првата игра. Секоја чест. Одиме со вториот тим. Следни во играта на слепо се тимот број 2 или семејството Пешич. Таткото Сашо и синот Желко ќе се пробаат во оваа игра. Кажи ми, Желко, дали тренираш кошарка или барем поминуваш време на терен? Тренирам кошарка, ама сега не тренирам во моментот, а иначе играм на улица со другарите. Дали некогаш си играл со врзани очи вака? Не. Ке ми кажеш дали гледаш нешто? Да подстигната. Можем уште малку. Ворете сега? Да. Ајде. Ги знаеш бодовите кои ги носат топките, но не можеш да видиш која топка ја фрлаш. Пробај само да го погодиш таткот ти Саша, кој што во моментов ќе стои на оваа позиција без да ги мрда стапалата и ќе ги користи само рацете. Го имаме веќе тајмерот. Желко, времето за тебе почнува да тече сега. Се гледа дека Желко тренирал кошарка, барем овие слободни удари му одат од рака.
а од рака му одати така. Ајде, дајте му сугестија, дали повисоко, подолго, пониско. Дури од противниот ти можете да му посметате, да му речете полево. Ете така. Имаме време, уште 30 секунди. Добро, ова ја пропуштаме, таа носи 1 поен. Така, Саша, ете сугестија од твојата сопруга да направиш место во кошот за останатите топки. Имаме уште 10 секунди, пробај и со глава, не успеваш. Ние овој пат. Така. Жеко, можеш да направиш место со раката во кошот, но толку имаме 1 секунда и ова мислам дека ќе го признаеме. Заради тоа што беше од обреч, ви благодарам, повели Жеко. Да види ги преброиме поените, односно немаме ни една плава топка. Тоа е добро, тие носат најмалку поени. Имаш среќа, а бога ми си прецизен. Ке се сложиш ли со мене, Саша? Така. Одиме. 9 црвени, 7 жолти и ни една, како што спомена, плава топка, а тоа значи 41 поен, па ова е апсолутен резултат. Браво за семејството Пешич и од ни останува уште семејството Петрови да се опробаат во оваа игра. Наред да се проба на слепо во кошарка е тимот број 3, семејството Петрови. Томе и Зоран се на својата позиција. Зошто одлучи ти да бидеш кошот, Томе да гаѓа? Па не знам. Така сакат Томе. Океј, Томе. Ако си Томе спремен, за кратко на мој знак ќе стартуваш твојата игра сега. Така. Пробај да не ги, Зоран, утнеш, туку ги внесеш во кош топките. Ете и првата топка за семејството Петрови од Виница. Инструкција за посилно и треба посилно. Повисочко, Ете. Повисочко. Добро е. Супер. Така. Така. Браво, ајде. Ете, добри инструкции Зоран му даде на Томе. Ајде. Добро. Ми се допаѓа, Зоран, што внимаваш твоите стапала да не бидат одвоени. Имаш уште 30 секунди. Томе, не брзај. Посилно. Посилно. Добро. Ако посилно, ќе успееш. Имаш уште 15 секунди. Томе, не брзај. Можеш, Полека, не брзај, да не? Зоран, и место да направиш ако мислиш дека има потреба. Ајде. Чинам дека ова ќе биде во бодовното салдо најмногу освоени. Со оглед на топките, 3 секунди, 2, 1, истече времето, оваа топка и да влезеше, немаше да ја пресметаме во вкупниот збир кој го гледаме за кратко. Задоволни ли сте? Еве, ги одврзавте очите, видовте колку многу топки се собрава. Супер! Дури 11 црвени, 6 жолти и една сина. Чинам дека ова е најголемиот резултат. 46. Тоа значи дека семејството Демерджиеви 29 во оваа игра, семејството Пешич 41 и семејството Петрови 46. Тоа се бодовите кои ги освои. Да видиме генералната, односно после двете игри со стојбата. Семејството Демерджиеви 4 поени, Пешич 3 и Петрови 5 поени. Така, пред да ја играме третата игра во која ќе се обидеме рационално да ја користиме електричната енергија или да ја користиме електричната енергија, да ви споменам дека доколку сакате да ги прескокнете долгите редици, одберете траен налог за наплаќање на сметките и бидете секогаш наред. Следува третата игра. По двете одиграни игри, разликата помеѓу трите семејства е само 1 поен, што значи дека се уште ништо не е готово, иако во оваа трета игра одлучуваме кои две семејства ќе заминат во финалето. Тимот број 1 е веќе на позиција.
Ке штедиме струја. Накратко само ќе ви објаснам, правилата на оваа игра се едноставни, како во пикадо, треба да го погодиш некој од оние штекери, да изгасиш некоја светилка, тоа не носи поен. Но внимавај да не повториш истата светилка. Спремни ли сме? Го чекаме тајмерот кој за кратко ќе ни го одреди времето од 1 минута колку имаме време за да ги изгасиме сите овие 9 светилки. Крсте, спремен си? Времето тече сега. Одиме. Ајде. Ѓорѓе, кажи ми дали од дома можете за 1 минута да ги изгасите вашите светилки во целиот стан? Да, околу 1 минута може. А го практикувате ли барем? Да, сигурно. Крсте, Ајде, Крсте, да видиме. Браво, добро. Ајде долу. Долу. Ајде. Имаш топки, имаш уште 35 секунди, можеш Лево тамо да брзаш, но пробај да не мрнеш од онаа црвена линија, да не ни одиш напред, затоа што стручната комисија може да ни забележи. Имаш уште 20 секунди. Памтиш ли, Крсте, кој Да, гледам. прекинувачи ги погоди? Ајде таа уште еднаш погоди, Крсте. Браво, ајде сега Имам најдолу уште во средина. 10 секунди и уште една сијалица. Таа во средина погоди. Ајде уште една. Ајде, Крсте, уште 5 Браво. секунди. Браво! Браво. Пред истекот на времето, Браво. сите изгасени светилки за семејството Демерџиеви. Задоволни ли сте од Да, сигурно. резултатот до сегашен? Тесна е борбата. Да, задоволни сум. Имаме 9 поени. Сите изгаснати светилки навистина штедите струја. Кажи ми ти на кој начин штедиш струја? Саш ќе изгасам секои 2-3 сата. Да, супер. Ви благодарам, а следува тимот број 2 да се опроба во оваа игра. Наред е тимот број 2 кој ќе проба да штеди струја. Желјко и Мила ќе се пробаат во оваа игра. Дали сте спремни? Да. Кажи ми средствата кои ќе ги освоите овдека, бидејќи никој од квизот не се заменува без награда. Зашто планираш да ги искористиш? Ја планирам да си купам гитара, а за сестра ми ќе одвојам и за нејзе некој повише средства и она да си удоволи што сака. Електрична или акустична? Акустична. Акустична. Тоа значи дека Жекон е вистински штедач на струја, чим набавува акустична наместо електрична гитара. Мила, доколку си спремна, пробај да му ја освоиш гитарата на твојот брат. Желјко, имаме 1 минута време, 9 светилки кои треба да бидат изгаснати. Одиме сега. Так, може да Браво, ајде. Не брзо. Желјко да ја дадеш инструкции кои светилки или штекери веќе се угаснати. Кажи ми, Желјко, во училиште да советуваат ли на кој начин се штеди електричната енергија? Да, ни викаат кога ќе влеземе, например, во нашата соба, да ги вклучуваме светилките, а кога ќе излеземе, да ги изгаснеме. Дали кога ќе станеш од компјутер, го гаснеш компјутерот или го оставаш да работи? Го гасам, но во моментот немам компјутер. Ето, тоа значи мотив плюс за Мила да успее, има уште 20 секунди да ги изгаси овие светилки. Не брзе, Мила, имаш уште 15 секунди. Друга некоја. Ето, предлог од Желјко да се обидеш со друг штекер. 5 секунди, 4, уште 4 светилки ни останаа, 3, браво Мила. И тоа е последната, ова нема да ја пресметаме. Или во дел од секундата, морам стручното жири да го прашам дали овој последен удар го признаваме. Го признаваме, благодарам и за вас, освоивте 7 поени за семејството Пешич, а наред се и семејството Петрови. Да, 8 поени за семејството Пешич, 1 помалку од Демерџиеви, наред се семејството Петрови. Неизвестна е се уште борбата, ни останува уште едно семејство, семејството Петрови, кои ни доаѓаат од Виница. И тие во оваа игра ќе се обидат да штедат енергија и да освојат доволно поени за последната финална игра. Прецизен ли е вашиот сопруг? Да. А сега ќе видиме. Аз барам кога веќе споменамте дека е прецизен. Знае ли да штеди струја? Прави ли тоа? Прави. Домакин. Домакин. Ајде да видиме, Зорана, вистина колку сте домакин, имате Те што? 1 минута време, правилата и за вас се исти. Може да почнеме сега.
Господја Станка, еве вие како домаќинка ќе ни кажете ли на кој начин се обидувате да ги намалите трошоците за на вашите сметки за електрична енергија? Повеќе да штедиме и да остане некој... На кој начин го правите тоа? Непотребните нема потреба да светат Така? сијалици. И така. Вашиот сопруг, додека еве ние зборуваме за штедењето, он гледам дека успешно изгаси една, но запали друга светилка. Ајде, еве дури од противничкиот тим добива инструкции кој е вистинскиот прекинувач. Скрош дешно. Ајде да видиме дали ќе успее Томе да погоди. Леле, неќе нешто. А имаш уште 6 Ама многу пати секунди. ја ударија, не. 3. Долу. Внимавај да не изгасиш и ја изгаси сите. Да. Ете, можело да има и грешни инструкции. Задоволни ли сте? Како изигравте оваа игра? Не може да не бидете поинаку кога ги освоивте максималните 9 поени. Ви благодарам и вам. Ќе држиш ти до горе. Сега ќе си идеш за виница пешки. Комен ќе станеш сега? Грешка кажуваш. Така, не верувам дека ќе биде така. Срекни сите и весели ќе се заминеме од тука. Семејството Демерџиеви имаат 9 поени, 8 поени за семејството Пешиќ и 9 поени за семејството Петрови. Како би одредиле кој од семејството Демерџиеви и Петрови зема 3 поени или го освојува првото место, фрламе срекна коцка. Кој ќе освои повеќе поени, тој ги зема 3 бода од оваа игра. Господја Станка, ќе се ја пробате среќата, истото ќе се случи и со вас, Ѓорѓи. Оној кој што ќе има поголеми сума од коцката, тој ги зема 3 поени. Во исто време фрлате и двајцата, повелете. Станува збор за чиста стратегија или вако, натаму, да, слободно. Во исто време, 3, 4, сега. Да видиме. За малку и сепак изедначена борба како во првото коло. Во овој случај, повелете господја Станка, ето така, го повторуваме фрлањето на срекната коцка. Ајде да се обидеме да не биде изедначено. Ајде. Повелете. Спремни сме. Свртете коцката ако мислите дека може би 6 каки. Ајде. Тогаш, повелете слободно. Фрлајте. И во оваа ситуација семејството Петрови испаднаа посрекни, што значи тие ги освојуваат 3 поени. Семејството Демерџиеви 2 и семејството Пешиќ 1 поен од третата игра, а ваква е генералната ситуација. 6 поени за семејството Демерџиеви, 4 за Пешиќ и 8 поени за семејството Петрови. Што значи Демерџиеви и Петрови заминуваат во големото финале, а тука ќе им се заблагодарам на семејството Пешиќ за учеството во играта. Вие заминувате со 300 евра во денарска противредност, но останувате до крајот да се дружиме и да проследиме што уште не очекува до самиот крај на срекно семејство. Тука некаде следува и извлекувањето на учесниците во овој квиз за следното коло. Знаете, како што и споменав на самиот почеток, условот за учество е да сте редовен плаќач на сметките на Евана. Во секој издание преку нашиот компјутерски систем по случаен избор избираме 3 нови семејства и 6 дополнителни кои во случај доколку првите 3 не може да присуствуваат и да се надпреваруваат, ги бираме нив. Тетово, Гевгелија и Струга ни се учесниците кои ни доаѓаат во следното коло, а внимавајте на резервните надпреварувачи, односно внимавајте или убаво проверете го вашиот кориснички број. Може би вие сте едно од следните семејства кои ќе се најдат во овој квиз. Следува четвртата игра, финале со која ќе одредиме кое семејство ќе биде најсрекно семејство во ова второ коло на квизот Срекно семејство.
И дојдовме до финалната игра во кој семејството Петрови и семејството Демерџиеви ќе си ги одмерат своите сили. Правилата за оваа игра се следни. Уфрлате еден по друг топка во овој сценографски елемент. Тоа што треба да направите е да споите 4 топки од иста боја, дали хоризонтално, дали вертикално или дијагонално. Доколку во одреденото време не успеете да поврзете 4 топки, во тој случај ги броиме топките кои повеќе успеал да внесе. Бидејќи семејството Петрови имаше 8 поени по оние одиграни 3 игри, повеќе 2 од семејството Петрови, Ѓорѓи, вие фрлате прво. Може да почнеме, имаме 3 минути, еден по друг. Стартуваме сега. Важно е во оваа игра да добиеме и поддршката од останатите семејства. Сега за сега, оваа топка ми се чини дека ќе дојде за малку не на вистинското место, ќе ти олеснеше работата. Ѓорѓи, одиме во ред. Сега на ред е. И многу брзо и едноставно семејството Демирџиеви или Ѓорѓи успеа да поврзе 4 исти топки и да биде најсрекното семејство кое освојува 1000 евра, а вие, господине, 500 евра во денарска противредност. Дојдовме скоро и до крајот на ова издание на Срекно семејство или до моментот кога на нашите срекни семејства треба да им ги врачиме освоените награди. За таа цел ќе го поканам Атанас Ковачевски од ЕВН Македонија кој ќе ги врачи ваучерите. Но пред да го направиме тоа, накратко сакам само да споменам, во текот на емисијата и неколку пати кажав за трајниот налог како единствен начин во кој што можеме да ги прескокнеме редовите. Што вие од ЕВН Македонија повеќе ќе ни кажете или ќе не запознаете во врска со тоа? Трајниот налог е најдобрата можност за плаќање на сметките за потрошена електрична енергија, затоа што со тоа се избегнуваат редиците на шалтерите во банките. Едноставно се избегнуваат сите оние нервози, стигнала сметката на време дома, не стигнала, ја донел поштарот, не ја донел, има надвор, комшијата ја однел некаде или тука е. Се избегнуваат сите непријатности, се избегнуваат значи и задоснато плаќање, пошто произлегуваат и камати за задоснато плаќање. Едноставно само што треба да има корисникот, да има доволно средства на сметката, како пристигнува сметката за тој месец, доволно средства ако има веднаш се одвојуваат и тоа е тоа. Потпишувањето е многу лесно, може да се потполни налог во ЕВН Македонија, потоа ние ќе го однесеме во банката и веќе од следниот месец тоа функционира, или во секоја банка да потпише траен налог и потоа од следниот месец соработката со нас вака со трајниот налог продолжува. И нормално, учеството во квизот Срекно семејство, еден од условите. Ги информиравме нашите гледачи во врска со тоа, но ајде да ги наградиме оние кои што вечерва беа наши срекни семејства. Ке почнеме од третото место. Семејството Пешиќ од Скопје освојува 18.450 денари. Кажете ми само дали сте задоволни од не од сумата, од надпреварот. Верувам дека не. Се супер помина, сме задоволни, ви благодариме. Ви благодариме и вам. Второто место го освои семејството Петрови од Виница. Честитки за вас, вие освојувате 30.750 денари. Задоволни сте, за малку ви избега победата и 60.000 денари. Мило ми беше што се дружевме, секој нека редовно плаќа и да дојде на ово место да се осете надпреварува. Како ќе се чувствува? Ви благодарам, пренесете виде. Ви благодарам, пренесете поздрави до Виница. И прво пласираните, и тоа тимот број 1, семејството Демерџиеви од Богданци освојуваат 61.500 денари. Сигурно сте од сумата задоволни, верувам дека е така. Крста и Александра, задоволни ли сте од сумата? Јас
ви сака да го поздравам мојот најмал брат Лазар и да ви заблагодарам за вашата сума која што ние ќе искористиме за да купиме нови игрички во нашата игротека. Супер. Секоја чест. И уште едно прашање само за Стефанија. Ми споменавте дека во Богданци да викаат срекно семејство. Исто како Кризо. Зошто е тоа така? Срекно семејство. Затоа што сме срекна семејство. Сложни и срекни. Супер. Верувам дека овие 61.500 денари ќе допринесат уште посрекни да бидете, како и за сите останати, и ви благодарам за учеството во ова второ коло на Срекно семејство. Атанас, ви благодарам и вам за тоа што се грижевте за регуларноста во ова коло. Не очекува следното за точно 2 седмици. Така, дојдовме до самиот крај. Како што споменавме, условот за учество во овој квиз е единствено редовно да ги плаќате вашите сметки. Се гледаме точно за 2 недели на 16 јуни на исто место и во исто време. До гледање. Ние со ова сума на пари ќе искористиме за да купиме нови играчки во нашата игротека. Му пожелувам на секој да дојде и да се најде на ова место, сега ние дека се наоѓаме. Голема благодарност до Евана Македонија.